Нема повеќе да се толерираат манипулации. Премиерот Мицкоски најави жестоки казни за супермаркетите што ќе ги изиграат законите. Со цел да се стави крај на оваа појава, премиерот најави дека ќе се преземат радикални мерки, ќе се излезе на терен и жестоко ќе се казнува. Но секако со ваквиот начин на однесување како што е, еве да речеме, пред почетокот на учебната година ограничување на маржите, а како репер да бидат цените од 1 јуни за училишен прибор, опрема и друг тип на помагала кои што им се потребни на учениците, но и да го олеснат, би рекол, и да понослива состојба биде семејниот буџет, ние тоа ќе го правиме. И тоа го правиме. Верувајте дека анализата покажа дека адхок ограничување на маржи се прелева во месеците кои што следат. Сега тука имаме една дилема. Ако воспоставиме еден континуитет цела година, тогаш дали имаме пазарна економија? Дали имаме пазарна економија и дали имаме општество кое што се темели на пазарната и слободна економија? Но тоа не значи дека ќе толерираме дивење од страна на одредени ланци на супермаркети, кои што преку скриен маркетинг се обидуваат да ги изиграат законите. За овој случај особено се занимава Комисијата за заштита на конкурентноста, додава Мицкоски. Потенцираше дека истата во моментот има и заекнат кадар. И за ова многу сериозно се занимава Комисијата за заштита на конкурентноста. Многу скоро ќе излеземе на терен, веќе ја зајакнавме кадровски, се примија нови луѓе, ќе се излезе на терен и овие скриени под наводници маркетинг услуги кои делот снабдувачите, производителите и трговците ги поставуваат во синџирите супермаркети за на подобро место да стои неговиот производ, ќе биде жестоко, веруете, жестоко санкционирано. Тоа е едниот начин. Вториот начин е да се обидеме да интервенираме во делот на услугите. И тука исто така во рамките на можностите. Ние не можеме да ги ограничиме рестораните, кафулињата и така натаму или транспортните компании, која е цената која што тие ќе ја постават таа услуга. Ќе повторам, се додека може таа услуга некој да ја плати, тие за жал ќе ја качуваат и тоа ќе влие негативно во конечната инфлација. Инаку, како што потенцираше премиерот Мицкоски, целта на ваквите мерки е да се заштитат граѓаните, но и да се стави крај на дивењето во маркетите.